по дефинитивната одлука на бугарските власти да стават вето, односно да го блокираат одржувањето на првата меѓувладина конференција на Европската унија со Северна Македонија. Симонида Кацарска од Институтот за европски политики вели дека земјава сега треба да биде многу внимателна во однос на доаѓањето до можен компромис со официјална Софија. Бидејќи несомнено е дека овие прашања за кои што се дискутира и барањата на Бугарија имаат многу пошироки импликации во однос на историјата, гледана не само од наша перспектива, туку од страна на цела Европа, поради што и мислам дека потребно е да бидеме многу внимателни во било кои разговори и во било кои во однесењето на одлуки во однос на овие прашања. Андреа Стојковски, извршен директор на Институтот Преспа, вели дека Северна Македонија треба да продолжи интензивно да разговара со Бугарија до изнаоѓање на взаемно прифатливо решение, но смета дека е невозможно да се зборува за прашања кои навлегуваат во правото на самоопределување на граѓаните. При тоа соочувајќи и Бугарија, меѓутоа и останатите држави, колку во Европската унија, толку и во НАТО, дека ваквите билатерални спорови за апсурдни прашања како што се историјата треба да бидат надминати или пак не треба да бидат дел од практиката на односите во Европската унија. За Стојковски многу подобро би било ако во понатамошните разговори и односи со Бугарија се внесе нов квалитет. Новиот квалитет го гледам во дискусијата за економската соработка, за трговската соработка. Го гледам во дискусија за инфраструктурно поврзување. Дури го гледам и во проекти на културна и образовна соработка, затоа што само на тој начин тежиштето од историјата, нацијата и јазикот ќе го пренесеме на суштинските прашања. Кацарска пак смета дека земјава мора да изгради стратегија како да се однесува внатрено и надвор после последните случувања. Ова ситуација креира потреба за внатрешен диалог и потреба за носење на една стратегија за тоа како внатрешно ќе се посветиме на делумно на овие прашања, меѓутоа и како надворешно ќе комуницираме со несомнено со голем дел од европски партнери и пошироко. Стојковски вели дека и покрај се едноставното откажување од стратешката определба членство во Европската унија е апсурдно и невозможно. Кацарска пак дека неможноста во текот на германското председателство да се одржи првата меѓувладина конференција е удар на политиката на проширување на Европската унија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.